Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е Зоја Бузалковска, театарски режисер и професор на Факултетот за драмски уметности при УКИМ. Бузалковска, конкурсот за проекти од национален интерес на Министерството за култура предизвика низа реакции во јавноста. Се покажа ли дека културата сепак не е од национален интерес? Не сакам така да кажам, меѓутоа навистина може да се рече дека делумно да, дека во некои сегменти или во некои одлуки на комисиите се добива впечаток на некаква произволност, односно нејасност по кои критериуми се постапило во одлучувањето, како нештата да не зависат од, да речеме, стручноста, од критериумите, од вредностите, од тоа кој е тој кој што аплицира, што досега направил, што е тоа со кое што аплицира и така натаму. Јас велев уште на почетокот да се водиме од програми, а не од проекти, да се водиме од програми, а не од институции. Ми се чини дека овде точно тоа имаме. Имаме институции кои што се фаворизирани визави некои други, имаме проекти кои што се фаворизирани визави програми или кои што се одобрени или не се одобрени, се преценети или се подценети. Оваа година, например, сведоци сме во театарската дејност, пак ќе зборувам зашто таму најдобро ги познавам работите на големо намалување на буџетот. Од друга страна, се појавија нови институции, се појавија нови претенденти за буџетските средства и некои од институциите кои навистина има одлични резултати минатата година, оваа година добиваат многу помали средства, потценувачки би рекла, и средства со кои што навистина ништо и не може да направат. Знаете, гледаме например во дека еден просек е во театарската дејност да се добијат помеѓу 500.000 и милион денари средства по представа. Тоа е нешто, тоа е буџет, одговорно тврдам, со кој што не може да се направи квалитетна представа, освен ако не се работи за монодрама или за дуодрама, па дури и таму денес, со денешните очекувања, тоа се мали средства. Настрана од конкурсот, имаат ли Министерството за култура и владата слух за решавање на проблемите? Па не сум сигурна, до овој момент не добиваме такви сигнали. Морам да кажам дека сум многу загрижена со првичните реакции, особено со реакциите на Министерот за култура, затоа што тој чувствувам дека смета дека е сосема доволно ако се направи една, ми изгледа дури проформе ревизија или проверка на оние проекти кои што не поминале. Се разбира, втората работа која што сакам да ја кажам е дека мора некој да понесе одговорност за целата оваа ситуација. Не е еден или не е двајца или не се тројца незадоволници. Навистина многумина, многу институции, многу уметници изреагира во врска со целото ова. Јас своето барање за повлекување потек го адресирав до премиерот, затоа што мислам, особено сега кога министерот практично бега од одговорност, дека тоа е оној кој што треба да постапи во оваа ситуација. Меѓутоа, она што е многу побитно е дека при оваа ревизија мора навистина се размисли, да бидеме слушнати, дека мора да се промени моделот на одлучување. Не е добро тројца или петмина да одлучуваат за толкав широк на спектар на понуди од секоја дејност, од секоја област. Голем е притисокот и на нив. Она со кој што располагаат е малку за да можат да донесат соодветни одлуки. Одлуките на крајот најчесто ќе бидат политички, да не речам партиски и секакви поинакви во поделбата на тоа на јавните пари, на нашите пари. Зошто според вас изостанува одговорност? Се додека некој навистина не признае дека направил некаква грешка, тогаш и добрите решенија и лошите решенија ќе бидат
инцидент, нема да бидат систем. Се додека буџетските средства не бидат доделувани врз основа на добри резултати од доброто работење на тимовите раководени од стручни, компетентни лица, се додека во Министерството не седат исто такви компетентни лица, кои што навистина ќе знаат зашто и за кого станува збор во одлучувањето, ние нема да имаме подобрување на ова слика во културата. Десетина советници за култура има министерот за култура. Советник има и премиерот Зоран Заев. Дали тие се на висина на задачата или се поставени на функцијата само како проформа? Јас мислам дека и вие го знаете одговорот, дека сега за сега јас сета имав прилика да бидам само во вториот состав на Советот за култура, за жал многу кратко. Не се сеќавам точно кога беше одржана единствената седница досега како Совет за култура на новиот министер за култура. Меѓутоа тоа беше некаде во почетокот на ноември или крајот на октомври и од тогаш навистина ние сме немале уште нова средба. Кои се причините за тоа можеме да видиме, да ги анализираме и да ги согледаме, меѓутоа се разбира дека немаме никаква релација во овој момент со министерот за култура, а не пак да го советуваме. Вие сте професори на Факултетот за драмски уметности при УКИМ. Велите културата и образованието се пазарат за одлуки и гласови. Зошто Министерството и власта пред се не го разбираат како што напишавте нивното значење за државата? Од тука тргнува се, мора да го разбереме тоа. Смо порачав на премиерот дека на тие два ресора треба да бдее, будно да ги следи секој ден. Затоа што тука може да се направат буквално непоправливи грешки, зашто од тука, тоа го реков и многу пати пред формирањето на новата влада, дека од тука настанаа низа проблеми кои што ни се случија во минатото и се надевам дека не сакаме такво нешто да ни се повторува или не дај Боже да станува уште пострашно од она што беше и уште полошо од она што беше, уште од формирањето на личноста понатаму. Например, на УКИМ ние се уште се соочуваме со борба со партијата која веќе не е на власт. На различни нивоа и ние се уште не можеме да се ослободиме од тоа минато и ние се уште зависиме од одлуки кои што се во основа партиски одлуки и покрај автономијата за која што гласно зборуваме. Се уште сме со врзани раце по многу прашања, се уште сме уценети по многу прашања, но се чини дека тоа никој не го гледа и не му обрнува внимание. Се обидуваме на најразлични начини и таму да говориме, меѓутоа за жал недоволно се уште, недоволно луѓе кои што имаат толку личен интегритет за да ги кажат проблемите гласно и за поинаку да се бориме против тој факт. Се минува ли системот на вредности каде се помалку културата, образованието и знаењето имаат некакво значење? Ќе пробам да одговорам со пример од минатото. Паметам едно време каде што образованието и културата се стимулира и се поддржува no matter what, без оглед на се. Без оглед на тоа колку сме сиромашни, колку сме гледани, колку сме читани, колку сме разбрани и така натаму и така натаму. Новиве слушнав дури фрапантни некои ставови и прочитав од дури ваши колеги и мои новинари кои што сметаат дека културата треба да биде фрлена на пазарот, чисто да биде третирана економски, па ако никој не го интересира, не треба ни да постои. Ако добрата книга никој не ја чита, не треба ни да постои. Прво не се согласувам дека никој не чита и дека никој не оди во театар, напротив, имаме баш одлични показатели дека ако направите нешто вредно и квалитетно, можете да ги вратите луѓето. Токму затоа зборуваме за национален интерес и токму затоа треба да го прочитаме како што треба.
Ако сега треба да режирате театарска представа која што би била слика и прилика на македонското општество, како би изгледала и која представа би била? Немам таква моќ. Морам да ви кажам дека немам таква моќ. Добро, ви благодарам за времето. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.